Здраво на сите! Јас сум воспитувач Славица Брековска од градинка Весели цветови. Дечиња, денеска ќе учиме за класификација на шумските животни. Науката која што ги проучува животните се вика зоологија. Да видиме денеска конкретно за кои животни ќе учиме. Јас ќе ви покажувам по една сликичка, а вие деца ќе треба да ја погодувате. Па ајде да погледнеме. На првата слика имаме и сигурна сум дека веќе погодивте. Тоа е мечка. Браво за сите тие што погодија. Одиме понатаму. Ајде да го погледнеме ова животно. Грациозно, така, ние сигурно, мислам дека го знаеме како малце итро животно. И погодивте веќе. Така е, тоа е лисица. Одиме понатаму. На третата слика имаме едно животно, малку личи како куче, меѓутоа не е куче. Да погледнеме поубаво. Волк. Така е, дечиња, тоа е волк. Ајде и на четвртата слика. Тука на четвртата слика имаме едно така малце страшно животно, која што иде тука по ова големо дрво. И се вика рис. Браво за сите што погодивте. И одиме понатака со петата слика. И на петата слика имаме едно малецко животно со едно бујно опавче. И тука нешто глода. Ајде да погодиме како се вика ова животно. Верверица. Така е, дечиња. И со последната слика, на последната слика имаме едно грациозно животно. И да видиме како се викаше ова животно. Елен. Така е, деца. Ова е елен. Ние сите овие животни ги имаме сретнато во нашата зоолошка градина. Погледнете ги. Но денеска ќе се потрудиме да научиме повеќе карактеристики за нив. Така да почнуваме. Првото животно што беше мечката. Така е, деца. Погледнете мечката колкава е голема, тука со малите меченца, колку се сладки, убави со неза. Ајде да видиме што знаеме ние за мечката. Знаеме дека мечката ја преспива зимата, така е? Таа избира дувла заштитено од лошите временски услови и го почнува долгиот сон од повеќе месеци испрекинат од периодите на бдеење. Во тој период таа живее од резервите на сланина во своето тело. Во периодот на зимскиот сон, мечката женка, добро заштитена во своето дувло, раѓа од 1 до 3 мали мечиња, како вие тука на сликата. Погледнете ги. Мечката се храни со риби, што ги лови со помош на своите шепи, снабдени со големи моќни канџи. Мечката исто така се храни и со растенија, печурки, инсекти и се разбира, што сакаше мечката најмногу да јаде, дечиња, дали ви текнува? Така е, мед. Браво за сите вас. Одиме понатаму. Следното животно ни е лисицата, грациозната итра лисица. Ајде да ја погледнеме и другата слика. Така е. И да видиме што сме научиле за лисицата. Лисицата дење спие, а активна е ноќе. Штом ќе се спушти ноќта, лисицата почнува да лови мали цицачи, како што се зајаците и полските глувци. Исто така се храни и со риби, па дури и со овошни плодови. И таа сака да јаде здрава храна. Лисицата женка во некое дувло окотува од 4 до 5 лисичиња. Таа ги дои, потоа двајцата родители ги хранат маличките, ставајќи им во устата од храната што ја свариле во себе. Лисецот и лисицата заеднички го подготвуваат дувлото, каде што ќе се родат малите лисичиња и ги одгледуваат заедно. Надвор од тој период, лисецот живее како самјак. Односно, погледнете тука како се заедно, меѓутоа кога ќе пораснат лисичињата, лисецот живее сам. Така е, деца. Одиме понатака со веќе познатиот волк. Јас верувам дека сите вие сте слушнале за волкот. И ајде да научиме повеќе податоци за него. Вењето на волкот во муграта и во квечерината може да се слушне многу далеко, дури до 10 километри. Со вењето волкот им го сигнализира своето присуство на своите сродници, за да можат тие да се групираат. Волците исто така може да рулкаат. Знаете ли вие, дечиња, што е рулкање?
Ау! Да, сме го слушнале тоа во цртаните. Еден волк и една волчица формираат доминантна двојка која раководи група од 8 до 20 волци. Тие се нарекуваат глутница. Меѓу нив има и мали волци, односно волчиња. Единствено, доминантната двојка се размножува. Шепите на волкот добро се приспособуваат кон разни временски услови, дури и на снежни терени. Во снегот волците во глутницата се движат еден по еден, следејќи ги трагите на првиот во колоната. Нивното густо крзно им овозможува да истраат на силниот студ во суровите зими. Меѓутоа, ние волкот го имаме слушнато и видено и во приказните. Така е, како што е на сликата тука Црвенкапа и волкот, волкот и трите прасиња, волкот и седомте јарења и една многу убава приказна за волкот и лисицата. Погледнете ги сите. Сигурна сум дека ги препознавате. Одиме понатаму. Одиме понатаму со следните слики и ова малце ни личи тука како дебело маче. Личи ли рисот на дебело маче, деца? Јас мислам дека личи на дебело маче. Рисот личи. Се познава по чечињата од влакна што му ги продолжуваат ушите. Ајде да ги погледнеме чечињата од влакна. Гледате како тука му се продолжени кај ушињата. Исто така може да се одликува и по кусата опашка. Погледнете тука, куса опашка има. Тој дење дреме на некоја карпа или на гранка и лови дури откако ќе се стемни. Погледнете го тука како си дреме. Додека се движи, остава отпечатоци 3 пати поголеми од оние на мачката. Одличното сетило за мирис му овозможува да го открие мирисот на срна или на зак на стотици метри. Ајде да ги погледнеме ние неговите отпечатоци. Видете колкави се големи. Тие се 3 пати поголеми од тие на мачката. Рисот често е самотен цицач, но во времето на размножување често се среќава во двојка. Жената окотува од 1 до 6 младенчиња, што ги дои 6 месеци и ги одгледува сама до возраст од 1 година. Така е, преубавиот рис. И одиме понатаму со едно малецко и убаво животно со бујно опавче и веќе погодувате. Така е, дечиња, тоа е верверица. Своите резерви од храна верверицата ги подготвува од крајот на летото до зимата. Тие резерви ги сочинуваат големото количество суви овошни плодови, што таа ги закопува на скришни места на својата територија. Таа исто така се храни со млади микулци од растенија и со јајца украдени од гнездата на птиците. Гледате тука како е тргнато верверичето да се качува. Сигурно сака некое јајце да зграби. Верверицата е веш качувач, што може да се изјази по стебло на некое дрво со сета брзина и да скока од една на друга гранка. Незиното гнездо, сместено во шуплината на некое дрво, мошне високо, е со форма на топка, во која се испреплетени гранки, лисја и мов. Лесно се пропознава по долгата и густа опашка. Видете колкава е долга и густа опашката за разлика од незиното тело. Исто така можеме да ја препознаеме и по долгите влакна со форма на четче. Нешто слично како кај рисот, меѓутоа малку погусто, да, погледнете ги тука. Со предните нозец врсто ја држи својата храна за да може да ја глода. Погледнете како тука си ја глода. Преубаво животно. И одиме понатаму со последното животно, односно еленот. Ние во овој конкретен случај ќе учиме за еленот лопатар. Така е, дечиња. Бојата на влакното на еленот лопатар е променлива. Таа зависи меѓу другото од годишното време. Во зима, например, е потемно. Погледнете тука на сликата како е потемна бојата. Зависи од возраста. Кај младенчињата е посветла. Погледнете тука позади малото како е посветла. Меѓутоа, исто така зависи од животната средина, односно средината во која што се обстојуваат. Погледнете. Сите елени лопатари имаат крзно и шарано со бели дамки.
Гледаме како има бели дамчиња на крзното? Така. А мажјакот има рогови со плоскати краишта. Гледате какви му се краиштата тука? Браво! Тие рогови паѓаат и повторно растат секоја година. Кај старите елени лопатари роговите може да тежат дури до 7 килограми. Така е, погледнете ги. А имаат должина од 90 сантиметри. Вратот на еленот лопатар е широк и робустен, додека вратот на женката е фин и грациозен. Погледнете како се разликуваат вратот на женката и вратот на мажјакот. Широк врат и робустен и фин и грациозен врат. Мажјаците и женките се здружуваат само во период од 1 месец, што го опфаќа времето на спарување. Надвор од овој период, женките живеат во стадо, одделени од повеќе десетици километри од мажјаците. Погледнете, тука се заедно само кога се спаруваат. Од сите видови елени, еленот лопатар има најдобар вид. Така е, дечиња. Се надевам дека ви се допадна. Сега една мала домашна задача за вас, односно со вашите родители ќе треба да изработите оригами. Се надевам дека родителите ќе ви помогнат. Ќе работиме верверичка и лисица. Вие родители сигурно како мали сте изработувале авиончиња од хартија, па сте се горделе на нив и дури кога сте пораснале. Така да, помогнете им на децата да може да направат верверичка и лисица и они да се гордеат на своето дело. Од мене пријатно до следната видеопрезентација.